Ќе ви спомнам пример. Особично народ, џемат, луѓе сакаат практични примери. Примери од живот, од секојдневие, кои го јакнат иманот и верата во Аллах џелле џелалуху. Кажува еден исламски научник по име Ибн Хаџар Аскалани во негова книга Ад-Дурар ал-Камине. Еден христијански мисионер во време на Хулагу. Ој Хулагу бил монголски војсководец. Неговата жена била христијанка. И сакале 40.000 монголци собрани во едно место, направена бина високо, со цел да ги похристијанизираат монголците. Се скача тој христијански мисионер да држи говор за Исус, да ги повика во христијанство. А во неговата близина куќе, врзано со синџи. И овој мисионер христијанин, додека почнал да зборува за Исус, да ги повикал во свето тројство и почнал да го грди, почнал да го псуе на Мухамеда саллаллаху алейхи ва селлем. И тоаш куќето почнало да арчи, куќето почнало да пушта глас. И еден му рече: немој да зборуваш за Мухамед. Гледаш, куќено се нервира, куќено се провоцира, може да ти нанесе зло. Рече: тоа куќе знаеш што шторчи? И рече: покажувам со рака кон него и тоа мисли дека ќе го удрам со став. И човекот продолжи. Христијански мисионер продолжува да збори против Мухамеда саллаллаху алейхи ва селлем. Валлахи, во тој момент, валлахи, каже Ибн Хаџар во негова книга Ад-Дурар ал-Камине, тоа куќе го кине тој синџир, скока и го фашта за врат, за шија и му го кине на лице место. Го усмртува на лице место. 40.000 монголци што биле присутни, сите тие премина во ислам. Поради што? Поради куќе стана во одбрана на пегамбера Мухамеда саллаллаху алейхи ва селлем. Илля тансуру факад насараху Аллах, вели Аллах. Ако вие не го помогнете овој дин и ако вие не го помогнете овој пегамбер, Аллах ќе пушти војска. Аллах ќе пушти војска, која војска не се луѓе. Војска може да биде и од природата. Војска може да бидат и мелеките, и животните, и растенијата во одбрана на пегамбер саллаллаху алейхи ва селлем. Затоа оваа вера ќе победи. Со нас или без нас. А ние без оваа вера ќе изгубиме 100%. Запамти го овој ствар. Оваа вера ќе победи. Оваа вера ќе се прошири.